Па рекоа другарите од Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, а што ако ние тоа што го зборуваме, тоа што го кажуваме, се наоѓа и е присутно кај нашиот брат муслиман, тогаш Аллаховиот пратеник алейхи селам им се обратил и им рекол: "Ин кане фихи ма текулу факад ибтагдаху." Ако навистина тоа што вие го кажувате постои и е присутно кај вашиот брат муслиман, вие веќе сте го оговарале, бидејќи тој во основа тоа не сакал да биде озборуван. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил алемин, вассалату вассаламу ала ашрафил анбияи вал мурсалин, набиина ва хабибина Мухаммед ибн Абдиллах саллаллаху алейхи ва саллам. قال عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Благодарност му припаѓа на Севишниот Господар Аллах Субханеху ва Теала. Од Аллах Джелешану бараме помош и опрос за нашите јавни и тајни гревови. Сведочам дека Аллах Субханеху ва Теала е единствениот Господар кого треба да го веруваме и обожаваме во нашиот дуњалучки живот. Сведочам дека Мухаммед салаллаху алейхи ва селем е последниот Аллахов роб и пратеник. Печатот на сите Аллахови пратеници кого Аллах Джелешану го испрате до целото човечанство, луѓето да ги подучи на исправно верување и обожавање на единствениот Господар Аллах Субханеху ва Теала. Селам и салават испраќам на Аллаховиот пратеник алейхи салам, на неговата честна и чиста фамилија, на неговите вредни другари, на сите муслимани и муслиманки кои го следаат и ќе го следаат неговиот пат се до кијаметскиот ден. Почитувани верници, ессаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатух. Го молам Аллах Джелешану да го поправи нашиот ниет, да не подучи со корисно знаење и ние да се искористиме со она што Аллах Джелешану нас не има подучено. Го молам Аллах Субханеху ва Теала да ни го покаже правиот пат и да ни даде истрајност на тој прави пат, да живееме во дин Ислам и да не умреме никако освен како муслимани. И го молам Аллах Джелешану да ни ја покаже заблудата и да се оддалечеме од таа заблуда. Аллахумме амин. Почитувани верници, ессаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатух. Со дозволот Аллах Субханеху ва Теала, во ова предавање ќе се потрудиме да зборуваме за една многу важна и битна тема, а таа тема е гибетот, озборувањето на другите луѓе. Инсанот и човекот, муслиманот, може да се огреши према единствениот Господар Аллах Субханеху ва Теала на повеќе начини. Затоа тие грешки и тоа што може да се огреши према Аллах Субханеху ва Теала е и неговиот јазик. Затоа е многу важно да се сеќаваме на овие работи, да зборуваме на оваа тема и на овие теми, колку е важно еден муслиман да го чува неговиот јазик, бидејќи неговиот јазик навистина ги раздвојува многу бракови, неговиот јазик ги разединува многу муслимани и неговиот јазик навистина има голема улога и големо влијание во неговото братство и во братството во овој краток наш дуњалучки живот. Бидејќи гибетот и озборувањето влегува во големите гревови, ние добро знаеме дека имаме мали и големи гревови, а од тие големи гревови е и озборувањето, што ни укажува колку е света нашата чест и колку е опасно ние меѓусебно да се озборуваме и да се гибетеме, бидејќи за тоа ни забранел и Аллах Субханеху ва Теала, и за тоа ни кажал доста и Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем. Инсанот и муслиманот
Navistina ke pravet mnogo ibadeti na jedinstveni od Gospodar Allah Đelešanu, ke pravi dobri dela, ke se nadeva tije dobri dela da mu bidat ukabuljeni, prihvateni ke Allah subhanahu wa ta'ala, ali od druga strana zaboravil deka gi ozboruval lujeto, ozboruval nivnata čest i zbog toa nešto navistina tije njegovi dobri dela, što toj gi pravil vo ovaj dunjalučki život, nemu ke mu propannat. Zato imame ena slučka vo vremeto na Allahovi odprateni Muhammed sallallahu alaihi wasallam, koji ovaj hadis go beleži Imam Muslim, o njegovata verodostojna zbirka, a Ebu Hureyre radijallahu an prenesuva deka Allahovi odpratenik alaihi salam im se obratil na njegovite ashabi, na njegovite drugari i im rekol: etedrune mel gibe, da li vi znajete što je to gibet, da li vi znajete što je to ozboruvanje? Kalu Allahu wa rasuluhu alem, ti je rekli ashabi ti drugari od Allahovi odpratenik alaihi salam rekli deka Allah i njegovi odpratenik, a to je Muhammed sallallahu alaihi wasallam, zna što je to gibet i što je to ozboruvanje, bideki nije ova vera, din islam, učeme od Kur'anil Kerim, ova vera učeme od života na Allahovi odprateni Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i ova vera učeme od onije učeni luje koji što najdobro gi razbrali Allahovi te ajeti i najdobro gi razbrali tije Allahovi naredbi, tije Allahovi zabrani i to što kažal Allahovi odpratenik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Allahovi odpratenik alaihi salam im se obratil i im rekol na njegovite ashabi: kal zikruke ahaka bima yakrah, navistina gibet i ozboruvanje da go spomnuvaš i da go zboruvaš tvoj brat za ona to što ne saka da bide ozboruvan. Kile eferajte in kane fi ehi ma ekul, pa rekao, a drugadite od Allahovi odprateni Muhammed sallallahu alaihi wasallam, a što ako nije to što go zboruvame, to što go kažuvame se naodja i je prisutno kaj naši od brat musliman, togaš Allahovi odpratenik alaihi salam im se obratil i im rekol: in kane fihi ma tekulu faqad ibtagdahu, ako navistina to što vi go kažuvate postoji i je prisutno kaj vaši od brat musliman, vi je već ste go ogovarale bidiki, to je osnova to ne sakal da bide ozboruvan. Potom kažu: illam yakun fihi faqad bahhatta, i ako to ne je prisutno kaj vaši od brat musliman, navistina vi ste mu napravili golem zulum i golema nepravda. Zato, počituvani vernici, ceneti braća i sestri vo din islam, od ovaj hadis doznavame koliko je opasno nije da go ozboruvame naši od brat musliman i naša ta sestra muslimanka, bideki Allahovi odpratenik alaihi salam ni dal najdobar primer što je to gibet. Gibet je da go ozboruvaš tvoj od brat musliman, da go ozboruvaš za ona što navistina to i ne saka da bide ozboruvan. Zato ovi zborovi je mnogo važno da gi slušame, ovi zborovi je mnogo važno da gi čitame i ovi zborovi je mnogo važno nije da gi ispraktikujame u ovaj naš kratok dunjalučki život. Videki imame dosta ajeti i dosta hadisi što nas ni kažuva za opasnost na ogovaranje tom, opasnost na ozboruvanje tom. Inša Allahu Teala, u ovaj ders i u ova predavanje nema da zboruvame za opasnost, tuku će se potrudeme inša Allahu Teala bratski od labočinata na našite srca da kažeme nekoliko nasihati i da kažeme nekoliko soveti koji tije soveti najprvim treba da važat za sami od sebe si, a potom da važat isto i za vas. I inša Allahu Teala tije soveti što će gi kažeme dobro da gi slušneme,
dobro da razmislime okolo tije soveti i inša Allahu Teala to da go ispraktikujeme o našiot dunjalučki život. Ako to nešto go napravime, gi slušneme, razmislujeme i ispraktikujeme, navistina to až našite odnosi će se zajaknat, našite vrski će postanat sve pojaki i pojaki, naša ta ljubov, međusobna ljubov će postani sve pojaka i posilna, a to je mnogo važno. Jedan musliman i jedna muslimanka da go dostigna vonivno to društvo i vonivno to bratstvo u ovoj kratok dunjalučki život. Ke ispomneme koji se tije sebepi i koji se tije pričini, ako nije inša Allahu Teala gi napraveme, toga će go oddalečeme ogovaranje to našiot jazik, će go odstraneme to ozboruvanje na drugite luje i će odstraneme to ozboruvanje na nivnata čest. Zato inša Allahu Teala će gi spomneme tije sebepi i tije pričini koji što navisti na nas, ke ni pomogna nije da ostaveme ogovaranje to ovaj dunjalučki život. Često pati zborujeme vo našite predavanja, često pati gi kažuvame tije Allahovi ajeti, tije hadise od Allahovi od pratenik alejhi selam vo našiot život, vo našite džami, vo našite sobiri, vo našite obraćanja, a tije ajeti, tije hadisi koji što nas ni zboruvat za takvalokot. Koliko je važno jedan musliman da ima takvalog vo njegovo to srce, da ima bogobojazljivost vo njegovo to srce. Ako to nešto go posjeduje i to i sebe go ima, to što će mu pomogne, to i da go ostavi gibetenjetom, da go ostavi ogovaranjetom. Zato je mnogo važno da vsademe vo našite srca takvalog i bogobojazljivost. Ne samo tije ajeti da gi čitame, ne samo tije ajeti da gi slušame, tuku tije ajeti da gi čitame i slušame i dobro razmisleme i to da go ispraktikujeme vo našoj dunjalučki život. Bideki ne možeme da rečeme deka nije imame takvalog, bogobojazljivost vo našite srca, strahom počituvanje prema Allah Đelešanu, deka nije go sakame najmnogo Allah Đelešanu, deka nije se plašeme od Allah Đelešanu, a gi ogovarame drugite luje, gi ozboruvame drugite luje, zboruvame nivnata svetost i nivnata čest, a to je mnogo opasno, nije da gi ozboruvame drugite luje, a ako gi ozboruvame drugite luje, toga ne možeme da rečeme deka nije imame takvalog vo našite srca, deka nije pravilno i ispravno se plašeme od Allah Đelešanu, a često pati go kažuvame toj kuranski ajet kada je Allah Đelešanu ni vika ja ejuhelledina amenutekullah, o vi koji veruvate, plašete se od Allah, haqqa tuqati, so vistinsko ispravno plašenje, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, i nemoj vi da umrete nikako, osim kako muslimani, osim kako predadeni na Allah Đelešanu. Da li nije ako umreme i to što sme umrele, nije prethodno sme gi ogovarale drugite luje, sme gi ozboruvale drugite luje, da li nije možeme da rečeme deka ispravno umrevme, da li nije možeme da rečeme deka ispravno će umreme i da li nije možeme da rečeme deka ispravno se plašeme od jedinstveni od gospodar Allah Đelešanu. Zato počituvani vernici, ako imame takvalog i bogobojazljivost, nikogaš nema da ni pamne na pamet, nije da ozboruvame česta na drugite luje, da gi ozboruvame vo naše to društvo, da gi odsokrivame nivnite mani, to je evakov, to je takov, to je ova naprave, to je ona naprave. Naprotiv, ke se trudeme nije da gi sokrivame nivnite greški i nivnite mani, a to nešto će go napravime samo ako imame takvalog, bogobojazljivost prema jedinstveni od gospodar Allah Đelešanu. Zato moramo da se sećavame na ovije ajeti. Allah Đelešanu u sura Az-Zuhruf 80. ajet ni vika em jahsebune enna la nesmeu sirrehum u neđvahum. Zarem tije ke smetat, zarem tije ke mislat deka nije negi znajeme onije tajni raboti,
тоа што тие го сокриваат и тоа тие што јавно го прават. Затоа ние секогаш тајно ги оговараме другите луѓе, ги озборуваме другите луѓе. Дали ние би ги оговарале така лесно ако знаеме дека во тоа друштво некој нас ќе не пренесет и ќе ни каже и ќе им каже за тоа што ние сме ги оговарале другите луѓе? Сигурно дека не. Напротив, кога ние ќе бидеме сами и кога ќе бидеме сигурни, тогаш ги оговараме другите луѓе, а го забораваме единствениот Господар Аллах Джелешану, дека Аллах Джелешану нас не гледа, дека Аллах Джелешану за нас се слуша и дека Аллах Джелешану за нас се знае. Затоа, почитувани верници, мораме да се сеќаваме на овие аети, а тие аети се оние аети што нас ни зборуваат за богобојазливоста, за страхопочитувањето према единствениот Господар Аллах Джелешану. И во овој ает Аллах Джелешану ни вика: зарем сметате ли вие дека навистина тоа што го правете Аллах Джелешану не го слуша и не го гледа јавно или тајно? Потоа вика Аллах субханаху ва таала: бела ва русулуна ледейхим јектубун. Но не вика Аллах Джелешану, навистина нашите Аллахови мелеци, тие кои што Аллах Джелешану ги има створено да пишуваат, навистина тие се најдобрите писари. Затоа, почитувани верници, ако сакаме да го оставиме оговарањето, озборувањето на луѓето, тогаш мораме да поседуваме таква лог во нашите срца. Потоа, почитувани верници, мораме да знаеме дека ако тоа нешто го поседуваме, тоа нас ќе ни помогне ние да го оставиме гибетот, ние да го оставиме озборувањето на другите луѓе, ние да не озборуваме нивната чест, нивната светост, а тоа е многу важно, ние да го оставиме гибетот. Ако сакаме да го оставиме гибетот, мораме да го поседуваме овај себеб, а тоа е да мереме и да размислуваме колкава е опасноста на озборувањето на другите луѓе. Колку е лошо ти да ги озборуваш другите луѓе. И имаме курански аjet дека Аллах Джелешану ни вика: зарем сакате ли вие да го јадете месото на вашиот брат, а тој е умрен? Секој од нас би рекол: не би посакал и не би замислил такво нешто, и аз да го јадам месото на мојот умрен брат. Затоа гледаме од овој курански аjet и гледаме и проценуваме колку е опасно ние да го озборуваме нашиот брат муслиман и нашата сестра муслиманка. Затоа Аллаховиот пратеник алейхи селам ни кажува во еден хадис, кој овој хадис го пренесува Ебу Хурейре ради Аллаху ан, имам Муслим го бележи во неговата веродостојна збирка, дека рекол Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем: етедруне менил муфлис мин уммети. Им се обрати на неговите асхаби, на неговите другари и им рекол: зарем вие знаете и дали знаете кој е муфлис, кој е оној кој што има банкротирано од мојот уммет, од мојот народ и од моите следбеници? Тогаш асхабите одговорили и рекле: калу ел муфлису фина мен ла дирхем ле вала динар вала мета. Муфлис и банкротер е оној кој што меѓу нас имал многу и останал без ништо, нема ни денар ни дирхем и нема ништо тој да јадет. Потоа кажува: фекале Расулуллах саллаллаху алейхи ва селем. Али тогаш Аллаховиот пратеник алейхи салам им се обратил и им рекол: ел муфлису мин уммети мен јети јаумел қијаме. Навистина банкротер и муфлис е оној кој што ќе дојде од мојот уммет на кијаметски ден, бисалатихи ва сиями, ќе дојде со неговиот намаз, ќе дојде со неговиот пост, ва јети кад шетеме хада, и тој ќе дојде, али овај го вреđал. Потоа кажува: кадафе хада ва акеле мал хада, и тој го јадеше имото на овај и го вреđаше и пцуеше и овај.
Kažu wa safaka dama hada, i na vistina toj prolevaše krv od ovaj, فَلْيُقْتَسُوا بِلِهَذَا مِنْ حَسَنَاتِ وَلِهَذَا مِنْ حَسَنَاتِ. Navistina ovaj će zemeti od njegovite dobri dela i drugi će zemeti od njegovite dobri dela. Zato na kijametski den jedan Allahov rob koji ne pravel zinaluk, koji ne pravel nečestnih dela, koji ne pravel nekoj loši raboti golemi grevovi, ke dojdet i ke videt takvi dela i ke reče ja Rabbi, od kada se ovije dela jas navistina negi pravi u dunjalukot, ali ke se pojave onaj čovjek kogo go ozboruval, koji frlal iftira i laga i je ozboruval njegovata čest, deka toj bil nečesen, deka toj pravel ova, deka toj jadel imot na nepraveden način i slično. I ke kaže Allah subhanahu wa ta'ala, navistina toj, koji što navistina ti, dojde na ovaj kijametski den i izleze pred Allah Đelešanu i izleze su nečestni raboti i su golemi grevovi, to beše zaradi toa što ti ozboruvaše česta na toj i toj ili na toj i toj. Zato, počituvani vernici, doznavame od ovije hadisi koliko je opasno nije da praveme gibet i da gi ozboruvame drugite luje, a za da go ostaveme gibetot i za da nas ni pomognemo naši dunjalučki život, morame da go mereme toj gref, kolikav je toj gref i što nas tojke ni naštetet i vo dunjaluk i vo inniot svet ahiret. Ako ovago posjeduvame, navistina toa ke bidi sebe da Allah subhanahu wa ta'ala ni pomogne nije da ostaveme gibetot i ozboruvanje to na drugite ljude. Potom, počituvani vernici, drug sebe što navistina nas ke ni pomogne nije da ostaveme ozboruvanje to, da ne zboruvame česta na drugite ljude. Morame sekovaš da je kontrolirame naša ta nervoza. Morame da se kontrolirame samite sebe si. Ako nije kontrolirame naša ta nervoza, to ke bidi sebe da nije ne ozboruvame česta na drugite ljude. Zato koga mu se obratile na Hasan al-Basri, rahimuhullah, deka nekoj čovjek nego go ozboruval, to im se obratel i im rekol, zemete jedan sat so urmi i potom vi odete kaj toj koji što mene me ozboruvaše, koji što je ozboruvaše moja ta čest i vi dajte mu go nemu toa kako hedije. Ti mu se obratili na Hasan al-Basri i mu rekli, zarem toa nije da go napravime, a znajeme deka to je one koje što tebe te ozboruvaše. Ozboruvaše tvoja ta čest i ti сега sakaš njemu da mu isplateš hedije i poklon, toga što im se obratili im rekol deka navistina to i mene mi gi poklone njegovite dobri dela. Gledame koliko bil ovaj vreden alim smiren i koliko je kontroliral njegova ta nervoza. Ako nije bideme smireni i je kontrolirame naša ta nervoza i bideme strpljivi i imame sabur, toga što ke bidi sebe da nije ne go ozboruvame drugiot. Pa bez razlika što to i nas ne ima ozboruvano. Zato i Ibn Mubarek, rahimuhullah, kažu deka ako nekoj bi zaslužil jaz da mu gi poklonam moji te dobri dela, to ke bija moji te roditelji, mojo tatko i moja ta majka. Zašto? Bi reki nije ako go ozboruvame drugiot, togaž nije mu gi davame našite dobri dela. Zato, počituvani vernici, morame da bideme smireni i morame da imame sabur, ako sakame nije, da go odstraneme naše to ogovaranje i da ne gi ozboruvame drugite ljude. Zato i Allah subhanahu wa ta'ala ni kažu za vrednost koliko je važno nije da bideme smireni, koliko je važno nije da im oprostuvame na ljude to.
Vika Allah Đelešanu u sura Ali Imran 133. ajet: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Brzajte kon vašiot gospodar, to je onaj koji što vas će vi oproste vašite grevovi. Brzajte kon magfiret i kon oprost od vašiot gospodar. وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ, нависти на дженнетот пространството е колку небесата и земјата. Уиддет лил муттекин, и тој дженнет е припрема за оние кои што имаат таквалог, богобојазливост. Аллах Желешану вика во другиот ајет: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. И тие се оние кои што делаа на Аллаховиот пат и во среќа и во несреќа, и кога ќе бидат среќни, кога ќе бидат тажни, не го забораваат Аллах Джелешану. وَالْكَاذِمِينَ الْغَيْظِ, и тие се оние кои што е контролираа нивната лутина. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, и тие се оние кои што им опростуваат на луѓето. Аллаху юхиббул мухсинин, а Аллах е оној кој што ги сака оние кои што се доброчинители. Затоа, почитувани верници, ако сакаме да го оставиме озборувањето на луѓето, мораме да ја контролираме нашата лутина и нашата нервоза. И мораме да им опростуваме на луѓето, бидејќи тоа нас ќе ни помогне ние да го оставиме озборувањето, оговарањето на другите луѓе. Потоа, многу е важно да упатуваме дова на Аллах Джелешану, да се молиме на Аллах Джелешану, да Аллах Джелешану ни го зачува нашиот јазик. А Аллах Джелешану ни вика во еден курански ајет: ја ејухеллезина амену ттекуллаха ва кулу каулен седида. О вие кои верувате во Аллах Джелешану, ја ејухеллезина амену ттекуллаха ва кулу каулен седида, плашете се од Аллах и зборувајте само вистина. Затоа е многу важно да се сеќаваме дека нашиот јазик мора да зборува само вистина. А ако ние зборуваме и ги оговараме другите луѓе, тогаш ние не зборуваме вистина, тогаш не зборуваме исправни зборови. Затоа е многу важно да ги кренеме нашите раце и да го молиме Аллах Джелешану, да Аллах Джелешану го чува нашиот јазик. Затоа имаме и курански ајети дека нефсот ќе го сака она што е лошо, јазикот ќе го сака она што е лошо. Затоа и Аллах Джелешану во сура Јусуф кажува: инне нефселе емарету бису, навистина нефсот е наклонен кон она што е зло. Затоа за тоа нешто мораме да го молиме Аллах Джелешану, да Аллах Джелешану го зачува нашиот нефс, го зачува нашиот јазик, да ние не ги озборуваме другите луѓе. Затоа и Аллаховиот пратеник алейхи селам упатувал дова на Аллах Джелешану. Се молил на Аллах Джелешану со следните зборови: Аллахумме ати нефси такваха. О Аллаху мој, о Господару мој, дај го на мојата душа она што го заслужува и тој таквалог, таа богобојазливост што треба да ја има према тебе. Потоа каже: "Вазекиха енте хајру мен зекаха." О Аллаху мој, ти очисти мојата душа, ти си најдобриот кој што можеш да ја очисти мојата душа и мојот нефс. Енте валијуха ва маулаха. Ти си оној кој што ја чуваш, ти си оној кој што се грижеш за неа. Затоа имаме потреба да го молиме Аллах Джелешану. Аллахумме инни аузу бике мин илмин ла енфа. О Аллаху мој, заштити ме ти мене од илм, од знаење кој што мене нема да ми користат. Затоа мораме да се молиме на Аллах Джелешану да ни даде корисно знаење. Какво е тоа знаење? Ние да речеме дека знаеме, дека не смееме да ги озборуваме луѓето, а од друга страна го забораваме тоа знаење и ги озборуваме другите луѓе. О мин калбин ла јахша. О Аллаху мој, и ти заштити ме
od jedno srce koje što ne se plaše od tebe. Potom kaže min nefsi la tešba, i ti zaštitim od jedan nefs koji nikoga ne je zadovoljen. O min daveti la yusteđabu leha, o Allahu moj, ja te baram zaštite i baram zaštita kaj tebe od ta dova što ne je primjena kaj tebe. Zato, počituvani vernici, ceneti braće i sestri, ako sakame da se udalečeme od ozboruvanje, od gibet, morame da upatuvame dova najjedinstveniji od gospodar Allah Đelešanu, da Allah Đelešanu go začuva naš jazik od ozboruvanje i gibetenje. Drugo nešto i drug sebeb što je mnogo važno, nije da go posjeduvame vo naš dunjalučki život i to nešto će ni pomogne. Nije da ne gi ozboruvame drugite ljudje, ne zboruvanje to i molčenje to. Ako se naučeme da ne zboruvame mnogo, toga što će biti sebeb nije da ne gi ozboruvame drugite ljudje. Zato imam i hadis, koji ovaj hadis go prenesuva Sehl bin Sad radijallahu an, prenesuva deka rekol Allahovi pratenik alaihi salam, men jedmen li ma bejne lihejhi, koji će mi garantira mene ona što je menju njegovata brada, njegovi jazik će mi dade garancija za to nešto deka će go čuva, wa ma bejne riđlehi edmen lehu dženne, i će go čuva njegovato samno mesto, jas njemu će mu garantiram džennet. Gledame koliko je važno nije da go čuvame naši jazik, bidiki so toj jazik nije ozboruvame drugata čest na ljudjeto. I koliko je važno nije da molčeme, a ako nije molčeme, to će biti sebe da nije se udalečeme od ogovaranje to i ozboruvanje to. Ovaj hadis go beleži imam Buhari vo njegovata verodostojna zbirka. Potom, počituvani vernici, ako sakame da se udalečeme od ozboruvanje, da ne gi ozboruvame drugite ljudje, mnogo je važno da se grižeme za samite sebe si. Mnogo je važno da vnimavame na samite sebe si. Ako nije se preispituvame samite sebe si i si gi barame našite mani, i si gi barame našite greški, kada nije sme pogrešele, so kogo nije sme pogrešele i na kogo nije sme mu pogrešele, toga što će biti sebe da Allah Đelešanu nas ne zaštiti, nije da ne gi ozboruvame drugite ljudje. Zato Ebu Hureyre radijallahu an prenesuo deka rekol Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, min husni islam el mar'i, od ubavinata na islamu na jedan čovjek terkuhu ma la je'nihin, da go ostavi ona što navistina nemu koristi. Da li nas ni koristi nije da gi ozboruvame drugite ljudje, ne. Zato od ubavinata nije da go ostavime ona što nas ne ni koriste i da se grižeme za samite sebe si i da opravime ona što nas ni koriste. Ovaj hadis go beleži imam Tirmidi vo njegovata zbirka. Zato i Allah Đelešanu vo sura Al-Mudathir 38. ajet ni vika kullu nefsim bima kesebet rahina. Sekoj jedan nefs i sekoja jedna duša ke biti odgovorna za ona što si go ima spečaleno. Zato, počituvani vernici, upatuvam sovet i nasihat, dosite nas prvo da vnimavame i da se grižeme na samite sebe si, pa potom da gledame na drugite ljudje, a ako ova nešto go praveme, gi odsokrivame našite mani i našite greški, to će biti sebe da nije se oddalečeme od ozboruvanje na drugite ljudje. Potom drugo nešto što je mnogo važno i što nas ni pomaga, nije da se oddalečeme od ozboruvanja na drugite ljudje, od ozboruvanja na nivnata čest. To nije da staneme od toj međlis, od toj sobir, kada što ima gibet i ima ozboruvanje. Ako vo jedan međlis, vo jedan sobir ima ozboruvanje na nekoj braća muslimani,
Da li nije treba da ostaneme ili nije treba da zamineme? Должност nije да заминеме. Не смееме да останеме, бидејќи тоа ќе биде себеб и ние да озборуваме. Затоа Аллах Джелешану ни кажува во сура Ал-Ан'ам 68 ајет: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا. И кога вие ќе видите како некои се рамнодушни према нашите ајети, према нашите знаменија, тие се ајети од Аллах Субханаху ва Таала. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. Вика Аллах Джелешану, и ти оддалечи се од нив. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ. Се додека тие не почнаат друг говор и друго зборување. Потоа, почитувани верници, што е многу важно и битно ние да го поседуваме, а ако го поседуваме, тоа ќе биде себеб ние да го оставаме оговарањето и озборувањето ние мораме да имаме добро мислење за другите луѓе. Затоа и Аллах Джелешану ни кажува во сура Ал-Худжурат 12 ајет: "Ја ајюхаллазина амену иджтанибу кесиран мина ظن." О вие кои верувате, избегнувајте многу сомнежи. Немој вие да сомневате, немој вие да имате лошо мислење за другите луѓе. Инне ба'да ظنِ ithм. Навистина, секои сомнежи се голем грев. И е голем грев ние да сомневаме тој е ваков и тој е таков. Не сме тие кои што можеме да им пресудиме на луѓето што тие кријаат во нивните срца, што тие кријаат во нивните глави. Битно е ние да имаме добро мислење. Ако имаме добро мислење, тоа ќе биде себеб да ние го оставиме оговарањето и озборувањето на другите луѓе. И најважното е исто така да ја учиме сирата и животот на Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем и да го учиме животот на асхабите, на табините и на првите генерации, како тие се однесувале со тој гибет и како тие се оддалечувале од тоа оговарање. Го молиме единствениот Господар Аллах Субханаху ва Таала да го зачува нашиот јазик од озборување на другите луѓе. Го молиме единствениот Господар Аллах Субханаху ва Таала да ги зајакне нашите сафови, да ги зближи нашите срца, да не направи луѓе кои што ќе се сакаме единствено само заради Аллах Джелешану. Го молам Аллах Субханаху ва Таала да ги очисти нашите срца, да ги очисти нашите јазици, да ги очисти нашите дела од рија и од преправање. Го молиме единствениот Господар Аллах Джелешану ние да влеземе сите заедно во Дженетул Фирдеус, да бидеме во друштво со Аллаховите пратеници, со шехидите и искрените Аллахови робови. Амин. Го молам Аллах Джелешану да ве награди со неизмерна награда за вашиот сабор, за вашето внимание. Ессаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатух.